Често пати кога разговарам со бизнисмените, ми го поставуваат најчесто прашањето, а тоа е дали готов кадар или млади луѓе кои што едноставно до сега немале искуство. Пред некој ден исто ова прашање ми го постави еден клиент кој што вели: Александар, што мислиш, дали е подобро денес да вработам готов кадар, па еве по цена и да земеме и од конкуренција, или да вработиме нови луѓе, па полека да се едуцираме вели еден од друг. И сега јас доколку би се дрзнал да му го одговорам ова прашање, сигурно би му гоускратил правото самиот да дојде до заклучок. Јас верувам и мој став е дека луѓето се паметни, луѓето се едуцирани, секој еден од нас го има одговорот на секој едно прашање. Од тука, наместо да му го одземам правото, му поставив неколку прашања. Му велам: во ред, а што мислиш ти? Он вели: ако јас знаев, ќе немаше да те прашам, као. Викам: во ред, да, се согласувам. А што ми го поставуваш ова прашање? Најверојатно имаш референца некоја, може би си гледал искуства во други компании, може би во една компанија има такво искуство, во друга има такво искуство. Па да, вели, и токму затоа сум збунет. Има некои компании кои што, нели, или фирми ќе вработаат некои луѓе и они остваруваат резултати, а има и такви кои што полека вработуваат, па дали ќе го бива, вели човекот, дали ќе се снајде. Вели, многу тежок процес ми, едноставно сакам да го изберам правиот начин. Века, ако добро те сватив, помеѓу ова прашање имаме два момента, а тоа е првото прашање дека дали преку готов кадар, преку искусни луѓе ти мислиш дека би ја унапредил продажбата, и второ, дали доколку вработиш нови луѓе, едноставно мислиш дека сето она ќе оди споро. Вели: да, крајната цел ми е да ја унапредам продажбата. Велам: супер. Значи имаме два моменти, само за да ги расчистиме. Тоа едното е имаш проблем, односно предизвик како да ја подобриш продажбата, и вториот момент мислиш дека, односно се двоумиш како помеѓу овие две сценарија можеш да ја унапредиш продажбата. Вели: да, супер. Викаме вака, дали имаш некој хоби, дали имаш нешто со што се занимаваш во слободно време? Па вика: се помалку имам слободно време, но хоби ми е, вели, фудбалот и баш сум она страсен навивач, вели, за Барселона. Викаме: па супер. А дали мислиш дека има поврзаност помеѓу спортот и бизнисот? Па вели: како не, се е скоро исто. Викам: супер. Ако рече дека омилен клуб ти е Барселона, ако во одреден момент Барселона како фудбалски тим не остварува резултати и губи надпреварите во подолг период, дали мислиш дека ќе ги променат сите овие 11 играчи или ќе даде оставка тренерот или ќе го променат? Никако 11 нема шанса тоа, обично ги менуваат тренерите, после тренерот носи 2-3 добри играчи на кои што има доверба, вели, и обично наметнува нова стратегија и после или имаат резултати, или, вели, ако на подолг период повторно нема резултати, повторно ќе го променат тренерот. Одлично, викам, браво. Сега што мислиш, ако твоите резултати не се такви какви што се, барем какви што ги очекуваш, значи или имаш пад во продажбата, или не си задоволен од резултатите, односно гледаш поголем потенцијал, и ти мислиш дека се виновни оние твои во продажба луѓето, нели? Сега ме зезна. Што значи тоа сега? Дека можеби луѓето, твоите играчи не се виновни. Можеби ти не ги едуцираш, можеби не им дозволуваш да го извадат својот потенцијал на површина. Можеби едноставно ги гушиш, им даваш премногу совети. Па велим: па да, и може. Во ред, ајде сега да ти го дадам вториот одговор. Што мислиш? Барселона во која фаза се наоѓа? Колку години има традиција? Колку години постои тој клуб? Дали е година, 2, 3, 5, или можеби 10, 50 или повеќе? Па не, вели, тој е еден од најстарите клубови во светот. Викам: супер. А твојата компанија колку години има? Вели 15. Викам: супер. Што значи секоја една одлука која што ја носиме зависи од многу повеќе фактори. А тоа е
Може би на почетокот е добро да земеме квалитетни луѓе од готов кадар како би постигнале подобри резултати во моментот. Но на долги стази, дали тоа е добро или е лошо? Па века, зависи како ќе го наблюдуваме. Точно, што значи дека во секој еден период имаме различни потреби, различни одговори. Видете, јас не верувам дека постои бизнисмен кој што не е способен сам да донесе одлуки. Јас не верувам дека луѓето не се способни самите, но она што го гледам на терен, постојано бидејќи сум со бизнисмените, а тоа е дека едноставно не размислуваат. Не размислуваат зошто? Бидејќи постојано се бават со гасење на пожари, плаќаат сметки, се јавуваат на должници, нарачуваат роба, ќе ги видиш во продажба директна, посетуваат клиенти, се бават со маркетинг, значи се бават со илјадници работи кои што секако дека треба, но дали прашањето е дали пак тие треба да го прават токму тоа. И она што е втора работа е дека не си поставуваат паметни прашања. Видете, токму тоа е улогата на коучингот во продажбата, каде што тргам од перцепција дека луѓето го имаат одговорот, но имаат магла, односно завеса помеѓу нивниот ум и од таа магла, од таа завеса која што стои пред нив, они не можат да го видат одговорот. Јас секогаш им кажувам на своите клиенти, зошто би чекале одговор од мене? Зошто мислите дека јас сум попаметен од вас затоа што сум консултант? Апсолутно, и уште денеска кажувам дека тоа не е така. Јас тргам од перцепција дека вие сте најпаметните, дека вие го имате одговорот. Само во моментот имате нејасноти и не можете да дојдете до правиот одговор. Затоа што не размислувате, немате време да посветите на квалитетно размислување, постојано се гасите пожари, постојано имате предизвици, де корона, де не знам конкуренција ве згазила, де некој ви ги спушта цените, де добавувачот ви изиграл. Дома кога ќе дојдете со вашите проблеми, сопругата, сопругот со нивните проблеми, со деца, со ова, со она, времето си поминува, а вие едноставно тешко размислувате. Токму затоа ние, можеби во одреден период треба да почнеме да донесуваме малку попаметни одлуки. Замислете, после еден ваков разговор, каде што клиентот самиот доаѓа до сознание дека он после 15 години искуство има пропуштено илјадници низа незавршени работи. Втор менеджмент, едукација на вработени, градење на системи, унапредување на продажбата, и кога ќе кажам унапредување продажба, тоа подразбира обуки, тренинзи и се останато. И сега кога ќе поразговараме на ваков еден начин, често пати ќе ми велат, ама знаеш Александар, мојот бизнес е многу специфичен. Да, можеби ти си бил добар во делот на автомобилска индустрија, во мебел, можеби во продажба на малопродажба, ама знаеш кај нас малку е специфично. И секогаш ми се смее на на ваков коментар и кога имаме прилика така кога држиме обуки и тренинзи или работилници каде што има повеќе број на бизнисмени, секогаш ги терам да одговорат луѓето, им поставам прашање, викам во ред, ти имаш специфичен проблем, ти имаш специфичен бизнис и ја те разбирам. Навистина твоите производи се специфични. А што мислите вие останатите? Нека крене рака секој еден кој што смета дека и неговиот бизнис е токму различен, дека имаат различни клиенти, тешки клиенти, дека имаат специфичен производ. И знаете што е интересно? Што најчесто сите раце седат горе. Кога на вакво сознание ќе дојде оној човек, оној бизнисмен кој што ви кажав пред малку дека едноставно има предизвик, што мислите дали едноставно доаѓа до заклучок дека едноставно самите си го комплицираме животот, самите мислиме дека имаме комплицирани производи, дека имаме комплицирани вработени, дека имаме специфични клиенти или не знам услови, или можеби самите си го комплицираме својот живот. Понекогаш искуството нам ни прави проблем, верувајте. Кога ние го почнуваме нашиот бизнис, ние имаме елан, имаме ентузијазам, сакаме да унапредуваме, се трудиме повеќе. Но кога малку ќе ги видиме резултатите, почнуваме да заработуваме, полека се стабилизира работењето, но она што е клучно во овој момент е тоа дека поради нашиот недостаток на елан, мотивација, радозналост како мали деца, веќе спласнува цела компанија и наместо да расте и да се развива, едноставно таа почнува да замира или едноставно да мирува
и како едноставно ние наместо да иновираме, наместо да користиме предности можеби на технологијата, може да ги унапредуваме процесите или било што ќе донесе до подобри резултати, ние тргаме да размислуваме зошто тоа не може. Ќе ни дојде идеја, ајде да ја развиеме продажбата, ние викаме, па знаеш, немам искуство и кој знае дали ќе се снајдат овие мои продавачи, какви се килави, ништо не постигнаат, ни таргети, ни бонуси, ни чуда. Ајде да добијам нов производ, па сега да лансираме нов производ, па знаеш сега конкуренцијава каква е, кај најдов ја во оваа индустрија, толку многу има конкуренција, толку е тешко. И наместо да градиме нови мисли, наместо да градиме нови резултати, ние едноставно го сечеме уште во самиот корен онаа наша идеја. Токму затоа и решив да ги снимаме овие видеа, да ти помогнам, можеби имаш токму вакви заблуди и размислувања, да едноставно полека да почнеме да ги разбиваме овие едноставно препреки кои што постојано се јавуваат. Ете, тоа би било се за ова видео, што значи што можеме да заклучиме од ова видео, дека не постојат инстант решенија, дека ни едно решение, ни еден проблем сам по себе не е ниту добар, не е ниту лош, туку зависат многу повеќе фактори и услови за да можеш трезвено да донесеш одлука. Што значи во одреден период треба едно работа, во друг период треба друга работа и токму затоа треба да ги следиме оние потреби, оние предизвици кои што ни ги јавува самиот бизнис врз основа на животната фаза во која што се наоѓа, бидејќи се во природата се раѓа, расте, се развива и изумира. Истото е и со нас луѓето, односно со нашиот живот, истото е и со производи, исто е и со нашата компанија. Разликата помеѓу нашиот живот и компанијата и производите е тоа што може компанијата да го надживее и нели собственикот. Има милијадници примери, такви како не знам Coca-Cola, Ford или колку сакате земајте светски компании. Што значи, ако си решил твојата компанија да го води твоето дете, ако си решил твојот син, твојата ќерка утре да стои на чело на таа компанија, мора да се научиш да градиш бизнис, да донесуваш паметни одлуки врз основа на добри информации, а не кои што ти ги пласираат вработените, колегите, пријателите, не врз основа на твоја перцепција кога гледаш во други компании што се случува, бидејќи ние имаме или делумна или искривена слика, а малку знаеме што реално се случува во самата компанија. Сподели го ова видео, стисни лайк, преплати се како би можел и во иднина да добиваш вакви информации. Се надевам ако успеав да ти го задржам вниманието. Се гледаме!